Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново и последно издание за оваа работна недела на емисијата во тек. Јас сум Мартина Проковиќ-Коставска и со мене ќе видите се до кај 14 часот, до кога ќе имате можност секако да разговараме на теми кои што се доста значени и актуелни, а секако и ќе проследиме и една пресконференција. Во секој момент очекуваме да се вклучиме на пресконференција каде што ќе се обратат предводена, односно Туск и лидерите од регионот. Денеска ќе имаат средба председателот на Европскиот совет Доналд Туск и 7 председатели и еден премиер ќе бидат дел од протестот Брдо Бриони, чишто домаќин е председателот Ѓорѓе Иванов. Имено во 10 часот беше пречекана високата делегација на Европската унија, како што реков, ќе очекуваме и вклучување. Своето присуство на денешниот настан го потврди председателите на Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Албанија, Косово, како и председавачот со председателството на Босна и Херцеговина. Како специјален гости на состанокот во Скопје ќе допатува и премиерот на Република Бугарија Бојко Борисов. Процесот Брдо Бриони првпат се одржа во 2013 година на иницијатива на председателите на Словенија и на Хрватска. Главна цел на процесот е европска интеграција на земјите од регионот и стабилизирање на состојбите во Западен Балкан. Како што реков, очекуваме секако да се вклучиме и на пресконференција која што е поврзана токму со овој настан. А она на што ќе можете денеска да зборувате, и верувам дека ќе пробуди интерес кај вас, имено денеска се одбележува една година од упадот и насилствата во собранието. Една година и се надеваме дека она што се случи минатата година на 27 април нема повеќе да се повтори. Една година по настаните во собранието и во јавноста се уште не е до крај јасно зошто и како се случија насилствата, дали има нарачатели, кој се е вмешан, дали изборот на председател на собранието беше иницијалната нишка или нешто друго е во прашање. Јунака кревката демократија во Македонија по долгата политичка криза беше ставена на финалниот тест не само за политичарите, за сегашната власт и опозицијата, туку и за граѓаните. Како подсетување, предупредување во потрага по вистината и правдата, токму денеска во кривичниот суд ќе се гледаат видео снимки и фотографии од случувањата на 27 април на рочиштето за обид за убиство на пратеникот Зијадин Села, кој беше најтешко повреден во овие настани. За нападот на Селат се обвинети 10 лица. Лекарска помош по насилствата на 27 април во собранието минатата година, според извештајот на Министерството за внатрешни работи, побарале 70 граѓани, 22 полицајци и 3 пратеници. Имено за едно мало подсетување, пред една година, на денешен датум, Талат Џафери стана првиот етнички албанец на чело на македонскиот парламент. Уникатноста на тој чин беше потенцирана со тоа што Џафери е и првиот спикер избран на импровизиран начин на конститутивната седница која беше отворена цели 4 месеци, а по чие завршување се одигра крвава драма во законодавниот дом, чии последици се уште се чувствуваат и санираат. Крвавиот четврток кој беше предизвикан откако некој од натре им ги отвори собраниските врати и на демонстрантите против, како што вела тиранската платформа, сепак значеше отварање на вратите за формирање на новата влада на СДСМ и на ДУИ. Во овие 12 месеци во парламентот помина во најголем дел во светло на настаните токму од 27 април, кога беа повредени многумина пратеници од новото мнозинство, а беше загрозена безбедноста и на новинарските екипи, на собраниските служби, пошто 6 пратеници од опозицијата останаа без имунитет и завршија во притвор поради помагање на масата демонстранти кои влегоа токму во собраниската зграда. Преведувањата за учеството на настаните од 27 април беа причина поради која ВМРО ДПМН речиси 5 месеци го бойкотираше парламентот. Од таа причина вчерашната седница за пратенички прашања беше првот почетокот на годината во присуство на опозицијата, која дури на 12 април се врати во собраниските клупи. Ете едно мало подсетување за тоа што се случуваше токму на минатиот 27 април, односно од минатата година. Како што реков, денеска е токму една година од упадот и насилствата во собранието. Во продолжение ќе сакам да го слушнам секако и вашето размислување на оваа тема. Што се однесува до втората тема, како што знаете, секој петок имате можност да зборувате на теми кои што сме ги коментирале токму оваа недела. Така што одвоивме ние неколку теми кои што беа актуелни. Невработеноста на младите и нивното заминување од Македонија се едни од најголемите проблеми кај нас.
Двете ними цвели, двете страни се посветени на наоѓање решение за името, ете повторно тема поврзана со името. Пода производството на кожа и мебел се најниско платени професии во Македонија, колку се вреднува работникот кај нас. Дали државата треба да биде најголем спонзор на партиите? И Социјалдемократскиот сојуз нуди 3 опции за помали патни трошоци на пратениците. И последната тема, која што исто така е доста интересна и верувам дека ќе сакате да коментирате, многу храна на отпад, многу гладни семејства, до кога ќе ја фрламе храната. Тоа се темите кои што имавме можност оваа недела да ги коментираме. Сите оние кои што можебите не успеавте да искоментирате на некоја од темите или пак ете можеби сега ќе сакате да го кажете своето размислување, можете слободно да се јавите и да зборуваме на овие теми. Доколку секако не успеавте да ги слушнете сите, јас сум тука да ги прочитам повторно, да ве потсетам за се она што имавме можност токму оваа недела да зборуваме. Значи, избор на тема од цела недела, да не бидам погрешно сватена, значи не е ова слободна тема, туку секако изборна тема од цела недела. Се вклучуваме токму на пресконференцијата, каде што премиерот Зоран Заев ја има заедничката пресконференција со Европскиот совет Доналд Туск. На изјавите за јавност, според претходниот договор и поради неодложни обврски, немаме простор за новинарски прашања. Ви благодарим уште еднаш за разбирањето. Премиере, повелете со обраќањето. Благодарам. Почитувам председател на Европскиот совет, господине Туск, почитувани представници на медиумите, ценети делегации, почитувани граѓани. Во изминатите 10 месеци имавме огромна чест и задоволство да ги примиме кај нас сите највисоки представници на европските институции. Во последните 3 месеци, особено по објавувањето на стратегијата за проширување на Европската Унија со земјите од Западен Балкан, овие средби добија и нов квалитет. Го пречекавме председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, високата представничка за надворешна политика и безбедност Фредерика Могерини, комесарот на соседната политика, за соседска политика и проширување Јоханес Хан, а денес и на високиот представник на Европската Унија, председателот на Европскиот совет Доналд Туск. После исклучително добра вест од Европската комисија дека за Република Македонија ќе биде предложена неусловена и чиста препорака за старт на предпристапните преговори со Европската Унија, на оваа посета гледаме како на уште едно големо признание, охрабрување, но и одговорност за Република Македонија. Излеговме од длабоката политичка криза и од заробена држава, се вративме на патот по кој чекорат сите европски демократски држави. Изработивме и спроведовме првични реформски планови, како планот 369, и добивме безусловна препорака за почеток на преговорите. Дадовме максимум во овие изминати 10 месеци. Низ конструктивните политики на владата и низ соработката со сите засегнати страни, како и со вклученост на опозицијата во процесите, што е исто така вредно да се посочи. Донесовме важни законски решенија согласно успешните европски практики за независно судство, професионални разузнавачки служби, ефикасна јавна администрација. Со враќањето на опозицијата во парламентот преостануваат постапките за освојување на законските решенија за овозможувачката средина за професионално медиумско известување на јавниот радиодифузен сервис и за независна работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и за создавање амбиент за имплементација на кредибилно изборно законодавство, секако и до завршувајќи ги гласањата за законите од областа на правосудството. Реков дека со признанието за напредокот на нашата земја, истовремено доаѓа одговорноста да продолжиме со исто темпо во трансформацијата на Република Македонија по примерот на стандардите на Европската Унија. Нема време за опуштање и во наредниот период ќе ги одвоиме нашите напори. Реформите ќе станат повидливи, поконкретни и поефикасни. Врз основа на препораките на извештајот на Европската комисија и во соработка со неа, започнавме со дефинирање на планот 18 за реформските мерки до крајот на годината. Ја убедивме Европската комисија дека заслужуваме препорак. Сега сакаме да ги убедиме и државите членки на Европската Унија. Со целата наша енергија, знаење, искуство, интензивна работа и политичка волја,
Влегуваме во активности за да понудиме аргументи дека заслужуваме почеток на преговорите за членство во Европската Унија и дека сме подготвени да фатиме чекор со државите од регионот кои што веќе преговараат. Пред нас имаме конкретна цел. Никогаш не сме биле поблиску да добиеме датум за почеток на преговорите за членство со Европската Унија. Тоа е голем поттик за нас и голема мотивација за сите граѓани дека нашата држава има добра перспектива. Тоа ќе има и економска и безбедносна импликација позитивна врз Република Македонија. Работевме напорно и на односите со соседите. Договорот со Република Бугарија го обесхрабри скептицизмот и ги надмина сите очекувања. Во тој дух на искрена надеж и посветеност разговараме со нашиот сосед Грција. Остануваме заеднички фокусирани на решавање на долгогодишниот проблем кој го имаат со нашето уставно име. Работиме на решавање на спорот со името, насочени кон успех. Решавањето на овој спор очекуваме да ги отвори вратите за почеток на преговорите со Европската Унија, секако и за членство во НАТО. Ние веќе ги чувствуваме силно придобивките од партнерството со Европската Унија. Благодарни сме многу на целата помош и поддршка што ја добиваме од Европската Унија, нејзините институции и нејзините држави членки. Таа помош е вградена во нашиот успех, стабилност и напредок. Граѓаните на Република Македонија го препознаваат тоа и даваат силна поддршка за сите наши идни предизвици на патот до Европската Унија. Заедно ги делиме искушенијата со кои се соочува Унијата, така беше за време на бегалската криза изминатата година, така ќе остане и понатаму. Со оглед на блиската непосредна иднина, сите очи се вперени во самитот на Европската Унија за Западен Балкан во Софија на 17 мај 2018, затоа што самитот е голема надеж и поддршка на Западен Балкан. Знаеме дека фокусот на тој самит се поврзаноста, регионалната соработка, безбедноста и економијата. Сите тие поими за нас се асоциација за Европската Унија. Очекуваме на тој самит да се потврди европската перспектива за членство на Европската Унија во Европската Унија на државите од Западен Балкан и да се утврдат конкретни проекти за спроведување на стратегијата за Западен Балкан која објави председателот на Европската комисија Јункер во февруари оваа година. Европските и атлантските перспективи на Република Македонија и на регионот во целина носат и квалитетен живот за граѓаните и за нашите држави. Тоа е перспективата на Европа, обедината во вредностите, како што се економскиот просперитет и стабилно и безбедно обкружување за сите нејзини граѓани. Благодарам. Ви благодарам, председателя. Го повикувам да се обрати председателот на Европскиот совет, господинот Доналд Туск. Dobro jutro. Nie ma podobro mesto od Skopje za zawruszowanie na moja tatura niż Balkan od presofijski od summit. Samo što ima v me mnogo dobar sostanog so premier Odzajev, a do kraja od na denot, kie učestvujem i vobr dobri oni summitot. Mnogo raboti se promenile od 2015 godina, koga redovno do Agjav tukaza da rabotime sa partnerite na zapiranie, na pridivot, na nelegalni migranti kon Evropa. Otogaż taka narečena ta zapadno-balkanska ruta za nelegalna migracja je zatvorena i taka mora da ostane. Dozvolete mi ušte jednaš da vi se zablagodoram za vaša ta podrška togaž i za vaše to kontinuirano budno sledenje na ova prašanje. Deneska migracija ta povekje ne beše tema, tuku i dnina ta na vaša ta zemlja i na celi od regionu. Ovde, w Skopje, čuvstvujem promena vo politički od mentalitet. Čuvstvujem vistinska politička volja za pridvižovanje na euroatlantska ta integracija na vaša ta zemlja. Vojedno i zabeležujem hrabro liderstvo kaj premierot Zajev nasočeno kon indninata. Preporaka ta na Evropska ta komisija za otvoranie pristupni pregovori a najdobry dokaz deka naporite na vašite
građani i na vas samiot impresionirat mnogo minavo Evropa. I taka jedno novo poglavje koje vetuva mnogu samo što kje se otvori vo istorijata na vaša ta zemlja. Se soglasivme deka koga liderite na Evropska ta unija, kje se sretnat so partnerite od Zapaden Balkan, vo Sofia, vo maj treba da vneseme nova energija vo našite odnosi. Naš summit treba pred se da ja reafirmira evropska ta perspektiva na regionot. Vtoro i pokonkretno treba da gi podobri vriskite so i vnatre va sami od region. Bez razlika da li to sa čovečkite, digitalnite ili infrastrukturnite vrski. Site treba vojedno da se soglasíme zajednički, da se spravíme so zajednički te bezbednostni predizvici, kako što se švercot na migranti, terorizmot i organiziranje od kriminala. Dozvolite mi vo ovoj kontekst da vi se zablagodaram za vaša ta solidarnost so EU i so najzinite zemi členki vo sočuvanje to so geopolitički te predizvici. Kako što beše napadot vo Salisbury. Vi je zastanavte do nas i nijek je zastaneme do vas. Isto taka bi sakal ovde da go povtoram ona što go kažav vosite prestolni koji gi posetiv ova nedela. EU i kje ostane najdoverljivije od partner za celi od region. Evropska ta unija je najgolem investitor, najgolem donator, kako i najgolem trgovski partner za celi od region. Ova se odnesuwa i na vaša ta zemlja. Blizu 80% od vaši od izvoz odivo Evropska ta unija. 13% od izvoz od pagia na sosedite od Zapaden Balkan. Samo 1,5% eso Turcja. 1% so Rusija i 1% so Kina. Osven trgovija i investiciji ubeden sum deka EU je najgolema nadež za podobra idnina za vašite građani. Ova ga kažu vam odlično iskustvo kako Poljak. Mnogu godiny go politika ta beše protiv nas. No danes vo ramkite na EU nije možeme da go neguvame našjot nacionalen identitet dodeka smedel. Od pogolema zajednica va koja site možeme da prosperirame. Ne je slučajnost što 80% od Poljačite danes go podržuvat členstvo to vo EU. I majki gova naum može da ve uveram deka EU kje vi pomogne vo vašite napori za realizacija na reformite. Gi imate site neobchodni sostojki za de uspete. Konsenzus na politička ta klasa za členstvo vo EU i NATO, kako i rešitelnost na vašot narod. Dozvolite mi da završam so to, što ki rečam deka razgovaravme i za regionalna ta sorabotka i dobrite međusosedski odnosi, kako i za njivna ta važnost za celi od region. So Bugarija dokažavte, deka koga postoji volja da se nadminat duhovite odminato, to postoji način da se odikon idminata. Na vistina se nade vam deka istoto kjego postignete i so Grcija. Ja imate moja ta bezuslovna podrška i ja verujem vo vas. Vi blagodaram. Ви благодарам, председателе. Ќе ви упатам со премиерот пред говорниците да се отпоздравите. Ќе ги замолам делегациите и новинарите да поседат, да има возможност на колегите фотографии.
Ви благодарам на сите за присуството. Тоа беше заедничката пресконференција на премиерот Зоран Заев со претседателот на Европскиот совет Доналд Туск. Ете, видовме дека и претседателот на Европскиот совет може одлично да зборува македонски. Како што реков и на самиот почеток од денешното издание на емисијата во ТЕК, имаме теми денеска кои што се навистина интересни, на кои што можеме да говориме, на кои што може да го слушнеме вашето размислување. Телефонските линии ги знаете, така што ќе ве замолам да ги почитувате правилата, да бидете кратки, концизни, се со цел да можеме да вклучиме повеќе гледачи, затоа што ете имаме теми на кои што навистина има што да се каже. Првата тема е една година од упадот и насилствата во собранието, односно од крвавиот четврток, минатата 2017 на 27 април бевме сведоци што се случи, се надеваме дека повторно нема тоа да се повтори. И втората тема може да се направите избор на тема од цела недела, да зборувате не една од темите кои што имавме можност да ги говориме оваа недела, да не зборуваме на повеќе теми за да можеме да им оставиме простор. Значи изберете една од темите кои што ги говоревме токму оваа недела, а доколку на пример не сте слушнале или не можете да се сетите, сакате да ги слушнете сите теми, јас без проблем ќе ви ги прочитам уште еднаш. Одиме со првиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас со студијата. Поздрав и до вас, повелете. Значи, за тебе бе срам да вие, пошто не можеме во 2 минути све да кажеме, како ги одбрате, по пола сат ни треба. Добро. Вака сега. Затоа реков една тема ќе одберете од тие од оваа недела и за денешната тема може секако да... Две теми нека бидат по две. Дали може накратко за пресконференцијата, а после само за првата тема? Повелете, може, секако дека може. Значи вака, за пресконференцијата сакам да ги поздравам сите гледачи што ги се јават понатаму во емисијава, а се многу. Да обрнат внимание на зборовите што ги кажат Доналд Туск во својата конференција, што е пресконференција што е одржана сега, во својот говор. А тоа беше следново. Прво, говорот беше на македонски јазик. Така. Второ, кажа многу битна работа. Над 80% од извозот на Македонија е во Европската унија. Да. 1% е во Русија, 1% е во Кина и 1,5% е во Турција. Сега, затоа секогаш во своето излагање јас кажувам дека со Русија е завршена приказката. И тоа е фактот што е неоспорен и тоа се податоци што секој може да ги најде. Ги поздравувам русите и им посакувам се најубаво. За првата тема сакам да зборувам. Многу тажен помен. Случка која што Македонија ќе памти долго време. Да. Случка која што никогаш не треба повеќе да се повтори во собранието. Случка која што беше организирана од криминогената структура на ДПМНЕ со цел да се заштити од своите действија кои што ги правеше изминатите 11 години. Случка која што сакаше да стави печат на своето владење преку вакво нешто и да докаже дека се најмоćни, меѓутоа не успеа. Случка во која што се скрати мафијата да добие држава која што се вика Македонија. Никогаш повеќе ова да не се повтори. Се надевам дека сите инволвирани, вие како телевизии и како новинари, дури имавте и повредена новинарка и баш од вашата телевизија присутна таму. Ви благодариме за приносот што го кажате и што го направивте. Цело време што бевте присутни таму сите телевизии, за да ни овозможат да видиме докаде минатата власт беше спремна да оди, со цел да ги заштити своите лоповски действија кои што ги правеше 11 години, се со цел да го угнети овој народ овде, се со цел да продолжи со своето владение. Никогаш повеќе, никогаш понатаму. Демократијата во Македонија заживеа, видовме од пресконференцијата сегашна, видовме од минатите пресконференции, да не заборавиме, во 11 години, освен Орбан и рускиот амбасадор, никој не се обраќаше за Македонија.
Сега ни доаѓаат луѓе секојдневно овде од цела Европа. Така. Јас посакувам се најдобро на оваа држава, се надевам дека ќе влеземе во Европската унија што е можно побрзо, ќе се отворат предпристапните преговори. Се надевам на брз влез во НАТО и во Алијансата, се со цел економски оваа држава да заживее и не ние, нашите поколенија, нашите деца и нашите внуци да имаат поубава и поздрава иднина во оваа земја, а не да биде земја на 20 до 25 луѓе што ќе можат да прават што сакаат и како сакаат, дури и да дојдат предлози да биде монархија. Така. Тоа е сите ова што го зборувам, сите што слушаат, оние што треба да слушаат, знаат што говорам. Ви благодарам. Да, само едно прашање, секако, дали сметате дека денеска е случајна средбата, токму после една година од упадот во собранието? Никако. Да се одржи токму на денешен датум со станокот на Брдобриони процес? Никако. Ова е славење на враќање на патот на Македонија на европската траса која што треба, која што ние почнавме да одиме. Меѓутоа, намерно после 2008 скршнавме на страна и отидовме во друг правец. Кај оние 1% што Туски кажа. Так. Ништо не е случајно што европјаните го прават. Ви благодарам и посакувам се најдобро. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден. Една година од упадот и насилствата во собранието и темата втора секако е во однос на сите оние теми кои што ги разговаравме, но секако можете да зборувате за пресконференцијата која што пред малку ја погледнавме. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Во потполно се сложувам со се ова што го кажа претходниот гледач. Јас ми се чини по гласот дека е некој млад човек и честитки од мене за се тоа што го кажа. Ништо нема случајно кај ВМРО ДПМНЕ и тогаш беше исто се смислено сценарио. Мислејќи дека ќе успеат да направат убиство во самото собрание и ќе останат уште да владеат 50 години. Ништо не е случајно тие што ги водеа луѓето по улиците, некои јас мислам дека и наивно беа влезени во тоа шетање, да речам 70 дена. Владо Јовановски се тури од пари земање од македонска телевизија да ја разгледа цела Македонија. Бетмен исто се наполни пари. За Дамовски не сакам ни да коментирам. Игор Дуруловски, чудно ми е за него, светски човек во операта, не знам зошто, ама изгледа парите во џебот му беа поубави отколку да пее во Рим и во таму негде во Италија. Исто е смислено сценариото сега со трубачите, што беа во тунелот. Исто смислено сценарио вчера луѓе што излегоа за Смилковско езеро, што многу ми е жал. Значи не постојат зборови за утеха на нивните родители и сопругата на тој Борче. Меѓутоа тие истите ВМРО, ДПМНЕ, наоѓаат начин за се нешто да злоупотребат. Па што излегуваат да го прашаат Заев да излези? Па ете го Груевски е секој ден во суд, па нека го пречекате да го прашат 5-6 години Заев, кој знае кај била Груевски бил на местото кај што требало да биде ова што се случило. Толку имам, благодарам, пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. И среќен ден. Благодарам исто и на вам. Повелете. Не замерка, него на претходната дискусија од момчето што дискутираше, може две работи само, корекција, моје мислење да кажам за неговото мислење. Нема проблем тоа. Вака, првото беше дека уживал и се е видено од тоа што господинот председател од Европската Унија дошол и збори на македонски јазик. Значи, треба да се радуваме, јас сум среќен, се е во ред. Среќата преминува веќе од живот, сега ќе дојде рајот, ама ќе видиме дали ќе дојде. И втората забелешка, многу битна. 11 години сите бегале од Македонија. За 11 година оваа парче земја го одбра правиот пат, Рефолска земјичка, која ги добиваше највисоките награди, рангирани у европски рамки за економија, не за политика. Политика нема проблем.
Политика знаете кои се најголеми политиканти. Значи, и у европски рамки ние беме од 3-то до 4-то место. Зашто конкретно бевме од 3-то до 4-то место? Молим? Вилам, зашто конкретно бевме од 3-то на 3-то или 4-то место? Многу работи има од економијата, а економијата има, не давате на жалост да се дискутира за економија. Жалостно е 3 години ние политика водеме, не економија. Може 2 емисии да дојдам да гостувам. Огне ме кани еднаш, ќе прифанам ти да ме канеш да дојдам во емисија, разбираш? Ја во одби бидејќи уживам ја да се борам со обичните граѓани и завршувам со овај дел. Е сега за тема. Обвинението терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност е неверојатна, страшна обвина. Страшно обвинување. Добро. За луѓето од ВМРО ДПМН што направиле, се виде начинот. Од првата постапка, пратениците што имат имунитет, без имунитет на најдрзок начин пред фамилијата се притворени за вакво дело. Во други западни земји знае се што след. Натаму постапката се воде, немат ни факти, ништо, само гледат, знаете, политички да се профитира. Не сакам натаму ни да ги бранам дали е тоа точно е, да, дали отворили, да. Ама да докажат, има време, година дена се чекаше, па после излегува на површина. Најважното. Ајде, привршувајте. Има терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од страна на сите амбасадори на Европската Унија што беа во Скопје. Тие беа во собранието, Господе. Тие први честита на нелегитимниот избор на Талел Џафери. Добро. Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето јавување. Имајте убав ден, да не мешаме едно со друго на вистина. Не е коректно да се вадат и такви информации за представниците од останатите држави. Одиме со следниот гледач. Добар ден, тоа е сериозно обвинение, вие што го кажавте пред малку. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, Мартина, добар ден. Добар ден, повелете. Лила, ве поздравувам. Поздрав и до вас. Да ви кажам дека вчера приметно јас добив, си се јавив, меѓутоа ве немаше. Меѓутоа, ноќеска е една новост. Видовме реприза во тек, што значи дека ќе очекувам редовно секоја емисија да ни ја репризирате. Добро, драго ми е. Значи, околу темава 27 април, секој си го кажува своето мислење. Так. Нема потреба пораки, повикувања, кој што рекол. Не е мој стил. Меѓутоа, лично јас 27 април ќе го памтам како дел од луѓето кои што 77 дена, така, од прилика предходно излегуваа мирно на улица. Тоа беа бранители на уставот по мене, за жал, нели, тие бранители на уставот завршија позади решетки. Не зборувам за оние кои што направија насилство, тепаа внатре, не го оправдувам насилството апсолутно. Сите тие кои што повредија луѓе, мислам дека се веќе во затвор. Они не се во притвор, него се во затвор. И они ќе си одлежат и треба да си одлежат казната што им следува. Значи, јас лично на тие луѓе не можам да кажам, јас не сум член, сум кажала на ВМРО, моите видувања на тој ден и на настаните беа овакви. Не ми беше драго тоа што се случуваше, меѓутоа бев сигурна дека со нешто некој испровоцира. Добро се сеќавам на телохранителот кога рече да пукам ли шефе, да пукај. И повеќе нема да зборувам за тој ден. Сакам да се навратам на говорот на почитуваниот Туск, кој што само што го следев сега. И јас едно прашање би поставила на предходните гледачи, значи не ги знам по име и не е битно, па дали мислат дека 80%
извоз во Европската Унија е сега за овие 11 месеци направен. Дајте бе луѓе, размислувајте малку поинаку. Значи, уназад со години ние имаме 80% извоз во Европската Унија. Јас сум за влез во Европската Унија и за во НАТО, меѓутоа не по секоја цена, многу пати сум кажала. Значи, апсолутно да не ги мешаме лончињата. За 11 месеци ние немаме економски реформи се уште. Стега почнуваат оваа влада со некои економски реформи и тоа со реализација. Иначе, како пишани, ги слушнавме во ваш медиум, во други медиуми и ги чекаме истите реформи да се реализираат. Што значи дека во тие 11 години, знаете, Мартина, нешто и се работело. Имаше светска рецесија, да се подсетиме. Само Македонија не влезе во рецесијата и тоа е еден добар момент кој што не заслужува со сите работи да биде испомешан и да не се каже дека навистина Европската Унија беше на некој начин и зачудена како напредува Македонија. Сега дека некој не сакал националните интереси на Македонија да ги продава, тоа е веќе друга работа. Иначе, Мартина, за подсетување, јас сум била активист душа во СДС. Јас сум работела во СДС. Не добив никаков бенефит, не сум го работела тоа за бенефит да добијам. Меѓутоа, од нив станав и технолошки вишок, од нив добив карцином, самохрана мајка ми изфрлија со нивната приватизација. Кои беа најголемите гробари на македонскиот народ? Знаете колку мои колеги изумреа? Јас се влечам по болници и го чекам денот кога е мојот кобен ден повеќе да ме снема. Немојте, ако треба да се навратиме на минатото, има многу да се зборува за СДС, за нивната политика, за нивното членство. Добро. Да, не зборуваме сега за СДС и за членството, да се насочиме кон темите на кои што денеска говориме, што се однесува до тоа што го изјави председателот на Европскиот совет Доналд Туск за 80% од извозот дека иде во Европа. Јас го разбрав дека е тоа во годините, не во овие 11 месеци, така што во право се дека станува збор за години, а не последниве 11 месеци. Да се задржиме на темите. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Повелете. Ала. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Морав малце да се насмеам на некои претходни коментари. И морам да кажам една работа. Колку ние луѓето сме спремни да ги извртуваме фактите и аргументите и да прераскажуваме приказки и да ствараме приказки, а за ништо нешто не сме вишле. Би сакал да вида предходната гледачка да ми објасни кога она го виде обезбедувањето на Зоран Заев и кога она обезбедувањето јавно го кажа тој збор да пукам ли шефе. Тоа беше кажано од господинот Зоран Заев дека со цел да ги заштити обезбедувањето побарало дозвола сепак за да употреби огнено оружје. Но никој не ги видовме што и како се случувало, да не ги извртуваме фактите. Втората работа. Што се однесува за 27 априлските настани. Тоа се денови на срамот за Република Македонија без оправдување и да не вртиме ко киша околу Крагуевца кој направил нека одговара, туку треба јавно да се осудат. Но да се осудат и тие што ги натераат тие луѓе да го сторат тоа, кои ги жртвуваа луѓето. Да не кажуваме филмски приказни од дека зошто некој година дена молчал, па после тоа повел постапка. Сите убаво знаеме што се случуваше таа година, дека на XX начини се обидуваат да се заташка случајот. Се сеќавате дека истрагата воопшто не беше ни почната, од причини што побрзо излезаат судските престапки и постапки со условните казни за учество во толпа, отколку да се почне активна истрага за што се случувало на 27 април, како сега што е спроведена истрага со обвинение. Добро. И што сега ќе кажеме овдека лудило ќе глумиме дека не било така, ќе се лажеме. До кога нема да ги гледаме фактите реално и ќе ги гледаме едностранно. Јас
Не сум го меѓутоа, ради тоа што ми збркале од работа, јас сум се ова. Дајте луѓе да се престанеме да кажеме, збореме реално. Што е направено за тие 11 години? Македонија станала земја, почва на криминалот. Погледнете, немаме сфера каде што не сме врзани од суд, полиција, војска, стопанство каде што нема криминални афери. Јас вчера ја гледав седницата за пратенички прашања и се чудам, пазете она постапка на пратеници од ВМРО ДПМН. До кога они ќе глумат лудило дека светот почне после 27 април, ништо не знае што се случувало пред 27 април. Погледнете, поставуваат прашање за фени, а истите го занемаруваат фактот дека нивната управа за јавни приходи, раководена од нивните органи, 2 години не влегла во фени да изврши ревизија, зашто фени не поднесува завршни сметки. И тие сега зборат за криминал, корупција и све останато, а нивните, во наводница, лидери, во сенка, за кои уште ден денеска не знаеме кој е газда на фамозната фирма Ексико од Швајцарија, која преку оваа држава истица од оваа држава полно пари по субвенции преку земјоздик, Пелагонија, Стопанска банка, Битола, Здравје, Радово, Бетон Штип и ред други приказки. Истите тие не успева да направат постапка за да кажат кој е газда на таа фамозна. Гледаме дека истите нивни газди биле главните добавувачи на руда и организатори на транспорт за фени и тие сега зборат за криминал. Мајко мило, до кога ќе глумиме луди. Погледнете што се случува со една обична приватна забава. Недела дена се занимаваат со разни пародии за тунелите. Што не прават разни пародии дека кило железо од кое коштало €1,70, некој го наплатил 7 евра. Каде што директорот јавно кажува дека за 3 евра кои прифатиле фактура требале да ве носат на годишен одмор, а камоли за 7 евра стое. Зашто никој не ги отвора тие прашања да кажеме чекајте ме луѓе, што се случувало со тие фамозни автопати? До кога ние ќе глумиме лудило, ќе повикуваме? Па знаете што има постапка пред судот, погледнете, смешна постапка пред судот. Морал да се купи Мерцедесот затоа што возилото било дефектно. Па ајде нека искочи еден новинар, нека ги покаже дефектажите на службениот Мерцедес, да видиме колку за тој период од 11 години тој Мерцедес бил во сервис. Така да знаете дека ни еднаш. Да. Па тога што е причината да се купи новиот Мерцедес од 6.000 евра? Морал тој од 6.000 евра, немало поевтини ако морало да се купи ново. Но ние се станале земја на разоратот. И сега се чудиме со темата зошто младите ќе бегаат. Па што друго да прават? До кога ние со вакви дискусии ќе им покажуваме како се сака државата? Ќе со глумење, лудило, занесување во страна? До кога ние нема да гледаме реалноста? 27 април не бил терористички антидржавен, па што друго да се каже? Сплет на околности, груп на луѓе. Много лошо е што не се заврши до крај да се рачисти кој е нарачатело. Затоа што тука е забрана постапката и се сомневам дека ќе се открие когаш тогаш. Тоа ми е највише ми е криво. Што не се рачисти кој е нарачателот на таа глупост за која изгореа други луѓе ќе горат, кои се ги цена нивните патриотски чувства. Но мене како човек ми е криво што испаднале мајмуни, да не кажам, и да не се навредам. Затоа што дозволили некој да ги манипулира и погледнете, сега сите ги осудуваат. Кој сторил дело, нека одговара. Да. А делото го сторива тие во името на некој што ги навлече да го сторат делото. Која пародија? Добро. До кога ќе требаме вака? Толку. Ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден, Мартина. Го слушав господинот пред мене, ги слушав од почетокот, со еден ве пратам, но на крајот ме извадил так господинот со ова мајмуни што не направиле. Јас бев учесник во тој протест, мирен протест. Последниот ден, жала ми ден што не бев таму и што не бев дел од тие граѓани кои што паднаа во собранието. Не сме мајмуни, нити бевме. Мајмуни бевме што издржавме шарената револуција, во која време јас се плашев да излезам во град. Јас се плашев да излезам во град затоа што не знам на кој условно под наводници мајмун ќе налетам.
Да, добро. Значи, се едно со друго се рефлектира. Господинов, све прател што се случувало во минатите 11 години, но не прател пред тоа што се случувало, па ја обвини госпоѓата Лиле за оно што го кажала. Да, тоа е една реакција која што нас не држи. Јас сум дел од сите тие действија што се случуваат од 91 година навака, пошто сега сум пензионер веќе. Фала Богу, една од среќниците што дочекав пензија, каква таква. Околу сега би се навратила, би имала многу да кажам за сите назад, но би се навратила на темата господинот Туск. Ајде, повелете за пресконференцијата и гостувањето. Да, за пресконференцијата. Господинот Туск е појак, така? Да. Од Полска. Да, од Полска. Доналд Туск. Постојано се прашувам како стигна во тоа време да доби име Доналд, а и Туск ми е нешто непознато како полски идентитет. И неговото фалење на оваа дебата, на говорењето на македонски, не говореше на македонски, него читаше на македонски, затоа што и на времето и кај ни беше кирилицата основна и може и на кирилици и на латиница да го прочита тоа. Он не збореше на македонски, да не се заваруваме и да не се залажуваме. 80% од производството кое што оди во Европска Унија, 1% оди на гласова во Русија, 1% во Кина. Па ние го избркавме рускиот амбасадор од овдека. Додека Бугарија, која што 50 години беше под руска чизма, рече ако треба и ќе излеземе од НАТО, но не го бркаме рускиот амбасадор, која што е во НАТО член и во Европска Унија. Ама ние треба да ја кршиме кичмата и понатака, да се виткаме и понатака. Вчера, денеска сум се подобра, вчера имав температура, не може да отидам на поновно миниот протест, кој што беше импресивен. Дали овој народ е свесен? Или има предходните, не целиот, не можам целиот народ да го дефинирам како лудило да глуми, што предходниот го кажа господин, дали е свесен дека многу нешта ни се случуваат, а сите тие нешта и сите овие условно речено гости сега на Македонија деновиве се во една единствена намера и желба да го постигнат тоа што го имаат зацртано во нивните планови за Македонија. А што е тоа? А тоа е да се уништи македонштината, да се уништи идентитетот, да се уништи јазикот, да се промени Македонија и да се промени да ја нема од картата на земјите, од картата на Европа. Која е целта? Што ќе добијат со тоа, само они знаат. Ама ние знаеме дека нема да ја дадеме. Нема да ја дадеме и нема да дозволиме. Само ако ми дозволите уште еднаш, еве гледам од упадот. Упадот во собранието, во парламентот, беше испровоциран од многу нешта кои што ни НАТО, ни Европска Унија ќе може да не заштити. НАТО гласно и јасно дава до знаење дека не се меша во внатрешните работи на земјите, а последно Столтенберг има изјавено дека не се меша ни во конфликт доколку дојде во меѓународни, не се меша во конфликт меѓу земји, соседи заради билатерални односи. Значи, конфликт заради билатерални односи, НАТО ќе ги оси нека се поттепа. Добро, ви благодарам за вашето јавување. На кратко ќе вклучиме уште еден гледач, бидејќи сме пред самиот крај од првиот дел од емисијата во тек. Продолжуваме секако по вестите по рекламниот блок во 12 часот. Како што реков, имаме време за на кратко уште еден гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Ало. Добар ден, повелете. Гледач од југот. Повелете. Ме интересира за сите зборат за грузински, а не збора никој за Травенковски, не збора никој за нипто на заед. Кој зборуваше господине за Груевски?
до сега. Зборуваме општо за темите кои што можете да ги прочитате на вашиот екран. Добро, ви благодарам на вашето јавување, имајте убав ден. Одиме со следниот гледач или пак немаме време? Да, добро. Значи, темите денес, како што реков, да нема забуна, изборна тема од цела недела, тоа значи дека темите кои што ги зборувавме оваа недела, ќе можете, односно, да прокоментирате и денеска. Невработеноста на младите, нивно заминување од Македонија, се едни од најголемите проблеми кај нас. Двете страни се посветени, Нимиц вели, двете страни се посветени на наоѓање решение за името. Потоа, производство на кожа и мебел се најнископлатени професии во Македонија, колку се вреднува работникот, и ова беше тема која што ја зборевме оваа недела. Дали државата треба да биде најголем спонзор на партиите? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нуди 3 опции за помали патни трошоци на пратениците и многу храна на отпад, многу гладни семејства, до кога ќе ја фрламе храната. Ова беа темите кои што имавме можност оваа работна недела да ги коментираме, а денешната тема една година од упадот и насилствата во собранието. Како што реков, во 12 часот ќе ги погледнеме најновите информации од Македонија и од светот. Веднаш потоа следува рекламниот блок, а ние се враќаме по рекламниот блок, каде што продолжуваме со темите кои што пред малку ви ги прочитав. Останете со нас.